кога во официјален интерен документ председателот на најголемиот основен суд во земјата бара неговите суди конечно да почнат да постапуваат во согласност со деловникот, тогаш е повеќе од јасно дека има потреба од истражување на приказата. За почеток се враќаме назад. Катица Јанева и нејзините обвинители и истражители претходната среда на 19 октомври успеа да влезат во дотогаш неосвоената тврдина УБК. Вратата им ја отворија судските наредби издадени токму од Скопска единица. 360 степени дојде до документ со кој на 18 октомври, само еден ден пред акцијата на специјалното јавно обвинителство, председателот на судот Владимир Панчевски им укажува на судиите во претходна постапка во кривични и предмети од организиран криминал, токму оние што постапуваат по предлозите од СЈО, како да работат. Ако судијата добие предлог за превземање конкретно дејство по кое треба да донесе наредба или каква било друга одлука, а го добил директно нарака од надлежниот обвинител, задолжително да го врати. Прво, треба да се достави до одговорниот службеник Јасмина С, која во согласност со судскиот деловник треба да оформи и заведе конкретен судски предмет, а не веднаш да го земе на работа поднесокот, со оглед дека ваквото постапување е неделовничко и предметот треба да помине на заведување во компјутерскиот систем за управување со судски предмети, гласи укажувањето на Панчевски до судиите. Во документот се додава дека одговорниот службеник Јасмина С е должна веднаш да го заведе предметот и да го додели на судијата кој треба да постапува. Заведувањето предмет во компјутерскиот систем треба да му овозможи на Панчевски да има увид во тоа кој судија за какво барање постапува и тоа пред судијата да донесе одлука. Дали е коинциденција тоа што председателот на судот дава вакви насоки непосредно пред СЈО да побара пристап до датотеките на УБК? Оваа дилема добива на дополнителна тежина со фактот што на 20 октомври, еден ден откако СЈО ги доби судските наредби што ги бараше, првиот човек на судот Панчевски потпишува дополнување на укажувањето. При тоа со подвлечени букви им нагласува на судиите дека укажувањето за претходно оформување предмет се однесува на секое барање за кое треба да постапуваат. Во дополнувањето уште пишува: во отсуство на одговорниот службеник Јасмина С, ќе заменува судскиот службеник Слободан К. Службениците да се повикуваат во кое било време од денот од судијата на претходна постапка, за прво да се оформи судски предмет по кој судијата би постапувал, а не според досегашната пракса на судиите, само иницијативно, пред оформување на предметот, да донесат одлука, што е во спротивност со деловникот на судот. Дали покрај укажувањето на Панчевски му лизнале од контрола наредбите за влез на СЈО во УБК издадени од судија од неговиот суд, поради што одговорната службеничка била отсутна, може само да се претпоставува. 360 степени се обрати официјално до судот со прашање на што се должи ова укажување, зошто е издадено ден пред СЈО да побара влез во УБК, зошто се толерирало кршење на деловникот се до денот кога СЈО требало да побара наредби за влез во УБК, кој ќе понесе одговорност за тоа. Наместо да даде конкретни одговори, судот реши да се надмудрува. Со оглед дека во вашето прашање се повикувате на конкретни броеви на судски акти и укажувања, ве молиме да ни ги доставите актите за да можеме врз основа на нивната содржина да ви изготвиме одговор. На укажувањето на 360 степени дека судот добро знае каква содржина се крие за документите со наведените деловодни броеви и дека не гледаме причина да доставуваме на увид документи што судот ги има, го добивме следниот допис. Со оглед дека не можеме да констатираме какви акти поседувате за да се увериме во нивната содржина, а имајќи го предвид фактот дека се работи за акти кои се исклучиво за интерна употреба во судот, а вие ни доставувате само броеви на акти без содржина, може да се работи за манипулација со судски документи, со оглед на зачестените шпекулации поврзани со работата на судот кои кружат во јавноста. Затоа и бараме да ни доставите копија од актите кои ги поседувате, за да се увериме во нивната веродостојност и да ви доставиме соодветен одговор. Доколку не можете да ги доставите, тогаш вашите прашања треба да ги упатите до лицата кои ви ги дали овие документи, со оглед дека се работи за акти за интерна судска употреба. Во спротивно, доколку давате јавни информации поврзани со овие документи без наше произнесување за нив, бараме и јавно да го посочите изворот на овие информации, а за сите шпекулации објавени на ваша одговорност како медиум, јавноста како и секогаш ќе добие навремен одговор од судот. 360 степени реши прво вам на јавноста да ги покаже документите за кои основниот суд инсистира да ги види, а ги има. Задача на новинарот е во прв план да го има јавниот интерес, но исто така и да ги штити своите извори на информации.
За аспектот на одговорност за досегашното кршење на деловникот на судот прашавме и во Судскиот совет, органот надлежен за избор и разрешување судии, но и избор и разрешување на председатели на судови. Ало, Добар ден, Судски совет. Судски совет, повелете. Ќе ме молам дали може да зборувам со некој од одговорните за односи со јавност? Во врска со? Доставивме вчера низа прашања од 360 степени до Судскиот совет, па не добивме одговори или сакале да видиме дали го добиле мейлот и дали ги виделе прашањата. Да проверам кој се јавува? Владимир Мирчевски. Само момент, ве молам. Подоцна добивме телефонски повик од Судскиот совет во кој ни потврдија дека ги добиле прашањата на 360 степени, дека се проследени до надлежните, дека се процесуираат и дека веднаш што има одговор ќе бидеме известени. Ако немаме одговор, За 360 степени, Владимир Мирчевски.